детето при Организацијата на Обединетите нации ги испрати препораките до нашата држава, препораки кои што се однесуваат за подобро имплементирање на Конвенцијата за правата на детето, се со цел да создадеме еден подобар свет за децата, за да може да ги остваруваат своите права. Периодот декември 2011 е завршен период за овој извештај кој што прикажува состојбата и почнувајќи од овој извештај, поточно од оваа година, ваков вид на извештај Националната коалиција за правата на детето, координирана од Детската амбасада Меѓаши, ќе изготвува секоја година и целта е нели да добиеме што посоодветна слика за да можеме да дадеме посоодветни препораки и насоки каде треба да се работи, односно каде сите ние треба да работиме како соодветни фактори за да можеме да им овозможиме на децата да се почитуваат нивните права. Така, многу е подобро кога многу луѓе се вклучени во сето ова, никогаш не изгубила на значење на народната, многу раце благословени, многу усти проколнати. И токму затоа Македонската национална коалиција на невладини организации е сосчинета од 14 граѓански здруженија. Ајде малку повеќе, значи за кој се работеше на извештајот, а потоа ќе зборуваме за она за кое што е дојдено заклучоците од истиот. Еве, значи невладината организација ХИРА исто така партиципираше во овој проект. Значи, ние сме организација која што работи во доменот на сексуално-репродуктивно здравје, значи ние го опфативме оној аспект на здравствени елементи, значи здравствените информации ги понудивме ние за овој извештај. Значи, пред се информации што ги добиваме ние од теренската наша работа, значи, што согледуваме ние во нашите младински центри, сакам да знам. Едните се однесува на примарната здравствена заштита, значи колку децата се вакцинирани, прегледани од училишни лекари, а другите се однесува на здравјето на адолесцентите со акцент на ХИВ, СИДА и останалите полуопреносливи инфекции. Значи, еве како една организација контрибуира, си дава свој учинок во овој извештај. Значи, Катја можеби повеќе ќе знае да каже за останатите невладини организации, бидејќи нели сепак Меѓаши е таа чадор организација која што нас не спои во овој извештај. Така, Катја, да, рековме дека 14 невладини организации. Имавте ли доволен број на извори на податоци за сето она до кое што дојдовте да е релевантно и да е тоа онаа вистинската состојба со правата на децата од ДКН во Македонија? Така, при изготвувањето на извештајот користевме неколку извори на информации, токму како што кажавте, за да се добие што пореална слика за состојбата со правата на децата. Беа користени податоци пред се директно од невладините организации кои што работат на терен, од нивните директни служби и сервиси кои ги нудат за помош и поддршка на децата, затоа што токму преку овие сервиси кои што директно работат со децата може да се види на вистина во кои од децата и какви права остваруваат, кои се проблемите при остварувањето на правата и слично. Потоа беа користени податоци од страна на државните институции, по пат на писмена кореспонденција со нив се обративме и добивме податоци од нивна страна за нивното видување со правата на децата во нашата држава. Беа користени податоци од истражувања, кои што ги има без разлика дали ги имаат невладини организации спроведено или се од страна на државни институции, како и податоци и други статистички податоци. Меѓутоа, оно што сакам да го истакнам е дека при нашата работа согледавме дека за одредени важни прашања не се води официјална статистика. Таков е, например, случајот со деца кои што не се вклучени во редовниот образовен систем. Иако основното и средното образование се задолжителни, се уште има деца кои што не се вклучени во редовниот образовен систем. А ја немаме вистинската бројка, поточно немаме никаков податок според ова што ти велиш. Неофицијална, значи неформален гласон, значи дека е неформален, неофицијален податок говори дека станува збор за околу 18.500 дечиња кои што не се вклучени во тоа во никој случај не е мал број. Така, тоа е одговара на некаде околу 5% од основношколската популација во Република Македонија. Потоа бројот на деца, значи тука бројката исто така варира, значи одредени државни институции имаат податоци дека станува збор за 1000 деца кои што се на улица, дел од невладините организации располагаат со бројка од околу 2000 деца, така што и тука бројката варира. И понатаму е актуелен проблемот за децата кои што не се евидентирани во изводот од матичната книга на родени. За поздравување акцијата која што беше спроведена од страна на неколку министерства во соработка со неколку граѓански организации да се евидентираат овие деца, меѓутоа и натаму треба да се работи, како и проблемот со злоупотреба на детскиот труд.
нема евиденција за тоа колку деца се жртви на злоупотреба на детскиот труд, а децата кои што не се евидентирани, кои што се невидливи за системот, се најчесто потенцијални жртви на овие форми на злоупотреба на детскиот труд. Дали е тоа трговија со деца, трговија со детски органи, детска проституција и слично. Педофилијата, да не ја заборавиме. Од сето ова што го изнесе пред малку, значи доаѓам јас берам до едно сознание дека тоа се пропусти на институциите. Меѓутоа, базирајќи се на сите овие податоци и извори кои што ги спомена пред малку, каде најмногу е прекршено правото на детето? Што е она што најмногу се злоупотребува овде кај нас во Македонија поврзано со децата? Правата, секое право на детето пред се мора да нагласиме дека е важно. Значи, тргнувајќи од основното право на живот до, значи, така наречените повисоки права на децата, детското мислење, детското учество и така натаму. Она што ние како сознание во текот на подготвувањето на извештајот дојдовме дека и понатаму е актуелно насилството врз децата. Насилство во училиштата, насилство во семејството, насилство така. Понатаму исто така, оно што го нотиравме, пошто ја споменавте педофилијата, е дека е потребно да се отвори 24 часовно прифатилиште за децата кои што се жртви на сексуална злоупотреба, родосквернавање и педофилија, затоа што првите часови, работата во првите часови на детето, после доживувањето на таа траума се многу битни. Оно што исто така го идентификувавме е дека во Законот за малолетничка правда се уште стои дека децата кои што се жртви или сведоци на одредено кривично дело даваат 2 до максимум 3 изјави. Таква можност се уште постои, меѓутоа ние како коалиција се залагаме и сметаме дека тоа треба да биде само една изјава која што детето ќе ја даде во посебна скрин соба пред посебен стручен тим составен од психолог, социјален работник, педагог, се со цел да се заштити детето, затоа што секое дополнително присеќавање, секое дополнително сведочење на она што му се така случило е дополнителна виктимизација на детето. Друг проблем кој што исто така идентификуван е непостоењето на евиденција на децата со посебни потреби и се уште постои дискриминација кон овие деца, било да е тоа значи во училиштата. Една од отворете ги прозорците организација која што е членка на коалицијата има посебно истражување направено за тоа, има согледано со какви се проблеми се соочуваат овие дечиња, непристапност, архитектонска, физичка непристапност, потоа недоволна инклузираност во системот, па од тука и произлегува неколку други препораки дека потребно е да бидат вработени дефектолози во училиштата кои што ќе може да ги следат децата и навреме да идентификуваат, да им помагаат за полесно да се вклучат во целиот образовен систем, нели говориме за оние дечиња со посебни потреби кои што можат инклузија во редовниот образовен процес. Потоа друга препорака која што дојде вработување на социјални работници исто така во училиштата, затоа што податоците говорат дека во одредени училишта нема воопшто ваков кадар вработено, а во дел ако има значи еден социјален работник покрива неколку училишта и слично, а улогата на социјалниот работник е огромна затоа што тој може да ги следи децата кои што доаѓаат од дисфункционални семејства и навреме да реагира, навреме да превенира одредена ситуација. Марија, кажи ми, сите овие истражувања се прават, работите вие, институциите, значи колку имаат слух за проблемите и дали години наназад, па тргнувајќи со последните податоци добиени од овие извештаи, нешто е променето? Па, реално, мислам, зависи кој во кој домен работи. Само бидејќи ние сме организации кои што се многу различни во своето работење, меѓутоа сите имаме нели со извештај една заедничка цел, односно да видиме каква е вистински ситуацијата на терен. Одредени институции нормално тука се за нас, ни представуваат постојана поддршка на како би функционирале ние во едно општество, меѓутоа сепак мислам дека институционалната вклученост не е на она посакувано ниво. Значи нас ни треба уште поголема поддршка од институциите, за да ние можеме да имаме онака целосен увид во тоа што се случува и понатаму да преземеме конкретни активности. Значи нормално работата од ден на ден се подобрува, затоа ние сме тука како некој коригирачки фактор да кажеме, значи да докажеме на тоа каде работите нечинат условно кажано, каде ние заедно со соработка со институциите можеме да направиме некаков прогрес, нели, некако подобро утре, нормално за децата и за младите луѓе.
Така, не ни останува многу време, само да погледнем на часовникот, уште цела 1 минута. Марија, уште еднаш да подсетиме, односно Катарина, на телефонскиот број SOS бројот намеѓаше, исто така се заложивте да има изедначување на бројот за SOS за помош за деца, каков што е во цел свет, тоа е еден број. Така, тоа е европскиот детски број, така 116 111. Хармонизацијата е една од препораките на Комитетот за правата на детето, која што дојде хармонизација на SOS телефонот 0800 1 22 24 часовна достапност на овој телефон, затоа што сега е од 8 часот за бајле до 20 часот навечер, секој работен ден. Препораката е да биде 24 часа достапен, бесплатен од сите мобилни и фиксни оператори, како и одредена финансиска поддршка од страна на државата, затоа што сето ова за да функционира така сепак се потребни одредени финанси. Овој телефон функционира во рамките на детската амбасада Мегеш и ние вложуваме напори, контактираме со надлежните државни институции за да можеме да го постигнеме тоа и да ги реализираме овие препораки. Така, јас ви благодарам и посакувам реализација на овие препораки и истерност во она што го работите. Последниот пат кога ќе дојдете да се фалите со добри резултати и со многу мало прекршување на правата на детето, бидејќи 100% непрекршување е невозможно. Благодарам.